Добар ден. Добре дојавте во уште еден онлайн час. Моето име е Александра, јас сум наставничка по англиски јазик. Ова е час по англиски јазик наменет за учениците од петто одделение. Денес ќе работиме усвојување на формат и потребата на модалните глаголи must, mustn't. Пред да започнеме, ќе ви кажам дека ќе ви треба пенкало и тетрадка и ќе треба да го запирате видеото на одредени моменти, онамо каде што ќе треба да одработите вежба која што е подготвена. Ќе започнеме со целите на денешниот час. Тоа се пред се да се запознаете со формат и примената на модалните глаголи must и mustn't, да научите кои се нивните граматички карактеристики и како точно ги применувате во дадени примери, односно кога се употребуваат. Може да започнеме. Form and use of the modals must and mustn't, односно кој е формат и потребата на овие два модални глаголи. We use must and mustn't to talk about rules and obligations, односно or obligations. Или овие два модални глаголи ги користиме кога зборуваме за правила на однесување или обврски, строги обврски. We often use must and mustn't with the pronoun you. Чисто во реченици ќе забележите дека must и mustn't се користат со заменката ти, односно мораш, ти мораш. In this situation, you means people in general. И притоа во вакви ситуации кога се користи со овие два глаголи, најчесто и со другите модални глаголи, значи општо кога зборуваме, не наменето точно, можеби конкретна реченост, но тоа општо. Може да разгледаме во следната табела е дадена формата во, односно дадена потврдната и одречната форма од овој глагол, од овие глаголи. Да видиме, the affirmative form, two examples. You must do your homework today. Мораш да ја напишеш домашната денес. You must wait in line in the shop. Мораш да чекаш во ред во продавницата. The negative form, you mustn't eat a sandwich in class. Од речните форми имаме два примери. Не смееш да јадеш сандвич на час. You mustn't fight with your friends. Не смееш да се тепаш со твоите другари. Она што уште сакам да го напоменам тука во однос на граматичките карактеристики е тоа дека никогаш не се користи to после користењето на must and mustn't. So do not use to after must and mustn't. And also mustn't is actually must plus not. The short form mustn't, which is commonly used. Може да го запрете тука видеото и да ги препишите овие примери заедно со нивното значење. Now, let's read a short text and see how these verbs are used. Во еден краток текст, пример, ќе видите како се користат овие глаголи кога се зборува за некакво правило на однесување најчесто или строги закони и така натаму. Travel around Hong Kong. The Hong Kong metro is very popular. It is one of the cleanest and most comfortable metro systems in the world. However, there are some strict rules to make sure that it stays that way. These are the rules. You must have a valid ticket to travel. You mustn't eat or drink on trains. You must stand behind the yellow line on the platform. You mustn't take bikes on trains. You mustn't shout. You mustn't play musical instruments, dance, or sing on trains. Може да го запрете тука видеото и сакам да го прочитате текстот. Притоа внимавајте на точниот изговор на must and mustn't и како се тие употребуваат. Now, read these rules and write down the correct modal verb, then check your answers. Во наредната вежба дадени ви се реченици кои што вие треба да бирате, според нивното значење нормално, да бирате која форма на глаголот е потребна, потврдната или одречната. И тоа треба само да го запишете во својата тетрадка. Не само ќе ги прочитам примерите, потоа може да го запрете тука видеото и да одработите задачата, па потоа ќе видиме и одговорите. You mustn't carry large objects on trains. You must
mustn't have a ticket for children over 10 years old. You mustn't paint on the walls of trains. You mustn't smoke. You mustn't respect other passengers. You mustn't drop rubbish. You mustn't follow all signs and instructions. You mustn't put your feet on the seats. Запрете го тука видеото, прочитајте и уште еднаш примерите и запишете кој глагол сметате дека треба да стои тука, па веднаш потоа ќе ги провериме точните одговори. And these are the correct answers. Ова се точните одговори. Mustn't, must, mustn't, again mustn't, mustn't, must, and mustn't. Се надевам дека ќе погодивте точно. Имам уште една вежба. Write down the correct modal verb. Ова е текст со празни места, во кој што вие треба да одлучите каде треба да стои повторно must, каде треба да стои mustn't. Може да го запрете тука видеото, внимателно читајте и запишете кои зборови мислите, односно која форма од глаголот must мислите дека треба тука да стои, дали е тоа must или mustn't, а потоа ќе ги провериме одговорите. Јас ќе го прочитам текстот. In a minute, we're going to get on the cable car. I don't want any problems, so you follow these rules. You can stand if you want to, but you stand on the seats. You respect the other passengers, so you play music or shout. You lock the doors with your bags. If the car is full, you offer your seat to an older person, and you eat or drink on the cable car. You wait until we get off. Запишете кои глаголи мислите дека треба да стојат, прочитајте го уште еднаш текстот, а потоа ќе провериме, може тука да го запрете и видеото. Ова се вашите одговори. Must, mustn't, must, mustn't, повторно mustn't, mustn't and must. И сега ќе го вратам уште еднаш текстот и ќе го прочитаме според дадените одговори како ќе изгледа целосно. In a minute, we are going to get on the cable car. I don't want any problems, so you must follow these rules. You can stand if you want to, but you mustn't stand on the seats. You must respect the other passengers, so you mustn't play music or shout. You mustn't block the doors with your bags. If the car is full, you must offer your seat to an older person. And you mustn't eat or drink on the cable car. You must wait until we get off. Се надевам дека ви беше точно. Thank you for your attention. Ви благодарам за вниманието. Bye.